Ехо от Вселената. Ехо от Вселената. Ехо. Еве не во терминот на емисијата Ехо од Вселената. Вечерва во рамките на оваа емисија ќе зборуваме за историографските податоци поврзани за развојот на астрономијата. Наш соговорник, гостин во студиото вечерва Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Добра ти вечер, Зоране. Добро вечер. Да влеземе веднаш онаму каде што се очекува од нас, значи без многу воведи и увертири. Зоране, од кога датираат првите астрономски записи, односно кога за прв пат почнува со поцелосна анализа и научни обсервации на настаните во Вселената? Па, астрономијата како наука е доста стара наука, значи започува со самиот развој може на човештвото. И еве сега кој биделе малце хронолошки, мислам, да напоменеме дека некаде пред околу 30.000 години, значи односно луѓето веќе во палеолитот, и ги обележуваат првите броеви, значи нешто што наликува може на звезди, броеви, некои рецки и слично, значи на коски од животни. И меѓутоа ако бележиме директни астрономски настани, ќе забележиме дека некаде пред 4000 години пред нашата ера е забележено некакво посматрање на звезди, значи во Египет и во Јужна Америка. Сега пред околу 3000 години пред нашата ера постојат и првите пишени документи за астрономијата во Египет, во Кина, во Месопотамија и слично. Првото организирање некакво такво на затемнувањето на месечината е забележено некаде 2690 година пред нашата ера. Значи, некаде 2000 години пред нашата ера, значи во Египет се забележува и првиот календар, значи не само Египет, него и Вавилон, значи првиот календар, сончев календар во Египет, значи од кој што денеска потекнува и нашиот календар, е и во Вавилон еден календар кој што е налик на денес на исламскиот календар, значи кај што се бележат таму фазите на месечината. Во тој период исто така се забележени првите нацрти на звезди, значи во Велика Британија. И сега некаде 1300 години, поточно 1375 година е забележен и првиот најстар пишан документ за затемнување на месечината. Значи во местото Сирија, во едно градче во Сирија, една глинена плочка е поставена, значи некако си напис, и новиот напис се одговара со 1223 година, значи со 5 март 1223 година пред нашата ера. И сега одиме во Грција, значи да се вратиме на овие наши простори овдека балкански, да. Забележуваме дека веќе Питагора, 6 век пред нашата ера, нели, и Талес од Милет тврдат дека земјата е округла. Значи они тоа нивно тврдење го базираат на тоа што ги посматраат звездите и месечината, значи гледаат дека месечината е округла, и они се тука и отфрлаат таа теорија дека земјата некако си е рамна плоча која што ете така. Меѓутоа сепак на нив не им било јасно од каде, пошто не ја познаеле космочките сили, значи првенствено не ја познаеле гравитацијата, не им било јасно како може, да речеме така, едно округло, земјата сепак да биде округла. Меѓутоа пак они сепак има, тоа се први некакви си, еве да ги кажеме, идеи научни или било како, дека земјата е сепак округла. Сега нешто подосна, односно во 5 век, Еудокс докажува дека земјата е округла. Сега на кој начин го докажува? Мислам, тоа
го докажува со помош со помош на поларната звезда. Значи он идејќи во правецот према север, значи он како што одел према север, при мерењето на поларната звезда, он секогаш гледал дека звездата го зголемува тој агол. А како што се спуштал на југ, да речеме према Александрија идејќи, дека поларната звезда се му паѓа надоле према хоризонтот. Значи он во тоа време правилно заклучил дека доколку доколку земјата била права, значи само ќе се оддалечува од поларната звезда. Меѓутоа немало онај да го менува аголот. Со ова промена на аголот, он правилно уште во тој период утврдил дека земјата е округла. Сега нешто подоцна и Аристрих од Семос, значи исто така од Грција, он тврди дека земјата се врти околу сонцето, а не дека како што во тоа време се тврди дека сонцето и останатите сите небески тела што се во вселената се вртат околу земјата. 240 година пред нашата ера Еристотел од Кирена, значи е за прв пат ја мери со една неверојатна прецизност го мери обемот на земјата. Сега интересно е да се каже како го прави тоа мерење. Значи он приметува еднаш во годината дека само во еден ден во таа година, значи може да се види сонцето во еден бунар во градот Асуан. Значи он правилно заклучил дека што значи во тој сонцето е точно, точно. И он правилно заклучил дека сончевите траци паѓаат паралелно од тоа. И он заклучил исто така дека само во тој ден земјата се наоѓа на север во однос на сонцето. Значи односно сонцето се наоѓа во најсеверната точка на земјата. Сега он тука го знаел растојанието, да речеме. За негова среќа било и тоа што растојанието помеѓу Александрија и Асуан, значи денешен, се наоѓаат на еден исти меридијан. И он со помош на уште за време на војниците на Александар Македонски се знаеле дека тоа растојание изнесувало некако околу 400.000 стадии, значи. Сега он исто така го пресметал, го знаел и агловото растојание, значи растојание помеѓу точката и зенитот на сонцето, кое што изнесувало некаде околу 7 степени, како што го измерил. И со помош на тангенсна теорема, значи он го пресметува овај обемот на земјата и при тоа греши отприлика некаде со 2000 км, што пример за тој период е една така прифатлива грешка. Една доста солидна, мисламе, грешка. Проценката. Исто така во тој период Хеперик ја открива и прецесијата, значи на звездата. Открива рамнодневницата, значи и го прави првиот звезден каталог, значи некаде околу 130 години пред нашата ера. И при тоа открива некаде и при тоа во тој каталог ги бележи и става 950 најсјајни звезди, значи што биле на небото. Во некаде 100 години пред нашата ера кинезите направиле прв прецизен 135 годишен циклус на помрачување на месечината. Значи треба се нагласи тука дека кинезите тоа го правеле сигурно забележувале едно 500-600 години овие циклуси и го утврдиле за да може да се утврди овој 135 годишен циклус. Ехо, Еве, повторно во студиото. Зоране, што се случуваше во првите 1000 години од новата ера? По што, или подобро речено, по кој настани ќе го паметиме ова време? Првите 1000 години веќе доаѓа до некаков си, така може да се каже, до некаков си пад на астрономијата, затоа што веќе на сцена се ова римската држава, веќе Грција, стара Грција се занемарува. Значи и астрономијата на некој начин се сели од овие простори.
Еве да кажеме дека 100-та година пред нашата ера Плиние од 29-та, значи до 79-та година со бродовите, исто така го докажуваат оној процес на оној што Еудокс го докажал, дека со движење со патување во правец север-југ, значи звездата, поларната звезда го зголемува неаголот. Сега околу 140-та година од нашава ера, значи Птоломеј од Александрија ја дава како основа дека она геостационарната положба на земјата, значи односно дека земјата е центар на све останатото во вселената и дека сите звезди заедно со сонцето и планетите се вртат околу земјата. Сега 185-та година од нашата ера кинеските астрономи посматраат една експлозија на супернова. И нешто подоцна, значи 635 година, за прв пат кинеските астрономи откриваат дека опашката на кометата е секогаш свртена обратно од сонцето, значи тоа се јавува прво да ние сончево испарување, значи оној сончев ветар што се извира од самото сонце, нели он со тој сончев ветар секогаш ја бутка од противната страна, оние частички од комата што излегуваат од месчината. Сега во тоа време во Египет нешто подоцна, значи 7-8 век, калифот Ел Мамун ја гради првата во Багдад, значи ја отвари првата школа за астрономијата, значи ја нешто подоцна он изработува и една обсерваторија во Багдад. Сега во тој период доминираат арапите со едно 100-200 години, значи со таа астрономија. И во тоа време се појавуваат двајца астрономи од Багдад по име Абдулмене Иса, кои што на еден сличен начин ја го мерат, значи нешто слично кое што го направил Ерастотен од Кирена, они го мерат обемот на земјата и при тоа они прават и добиваат еден неверојатен резултат, значи го мерат диаметрот на земјата со грешка од 850 метри, значи ако се земе денеска ова ласерски кој што се мери, значи со помош на сателити и ова, па секој пат се добива некогаш и вредност, дури има и грешки од 1000 метри. А за разлика од тоа време, да речеме во 7 век огони, 7-8 век огони, тоа го направиле со грешка од 850 метри. Сега исто во тоа време кинезите и арапите нешто подоцна, односно 900 година, гледаат еден голем метеорски рој од Леонидите, значи од созвездијата Лав. И тука они бројат тој метеорски рој голем, значи се претпоставува дека има нешто повеќе од 1000 метеори на час кои што паѓаат. Интересно е тоа што ова кинезите и арапите го забележиле, а не го забележиле, значи овдека во Европа или да речеме некаде во Јужна Америка, пошто во тоа време нели била развиена и државата на маите и астеките. Исто така 903 година еден персиски астроном по име Абдал Рахман Суфи, он прави каталог со звезди. Исто така он ја бележи првата спирална галаксија во созвездието Андромеда. Значи сакам да нагласам дека до половината на 18-тиот век се знаело само за 3 галаксии. И нешто подоцна, поточно на овој дел овдека, наш балкански дел, поточно 968 година, византискиот астроном Лео Деуканиус при затемнувањето на месечината ја гледа короната и ова за прв пат во историјата е бележен овој датум. Сега нешто подоцна, значи 1128 година еден англиски калуѓер по име Џок Востер во својата хроника за прв пат ги приметува и пегите на сонцето. Значи овој настан е интересно да се напомене дека во тој период не се познаавало стаклото или затемнетото стакло, меѓутоа он тоа го приметил со едно исчадено стакло кога го свртил према сонцето, значи он видел дека сонцето сепак не е чисто и на него дека постојат некои пеги, темни делови, темна материја на сонцето. Големо откритие, без сомнение. Да, во тоа време они не можеле да го објаснат, меѓутоа тоа на некој начин црквата го зела као
Мислам, црквата нова се спротивставува зашто они ја одредува како сонцето како некоја си најчиста категорија, значи нешто што нема некоја си црна дамка или било каква дамка на него. Но астрономијата како наука, нели во тоа време, во таа развојна фаза, во таа своја развојна фаза, сепак со право ги забележува и тврди дека на сонцето постојат пеји.